Коли да не доаѓа некој да вија, дечки ве? Па знаат они. Тебе не знаат, ќе видат. Што штипска регистрација кај знае? Здраво, деца! Здраво! Добри ли сте? Браво! Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто нивно е царството небесно. Турано-татари, бравари, јужносрбијанци, грци по род, локални или ромакедонци, ВМРО пакво, ВМРО онакво, сојузи, стратези, атентатори, плагијатори, безисторици, безјазичници, мултиетници, граѓаноиди, букараши, србомани, гркомани или роиди, пиринци, егејци, вардарци, преспанци, дели, подели, раздели, надели, сите цареви, сите војводи, сите едни против други. Готово е! Готово е! Нема македонци! Нема македонци! Ние ќе се бориме, ќе креваме востание. Додека јас за македонците го освојував светот, вие мене и оние кои сакаат да се борат ме оставате на цедило. Македонија има свој пат. Ние ќе креваме востание. Нема да се прикаже нигде ништо. Ничиња на Јас за мене? Да. Ние имам страт. Слушам Македонија. Да. Албанец не бидам, нито ќе бидам и никој пат да бидам. Ние ќе им дадеме 20%. Таа твоја Македонија! Сум директор на средно училиште гимназија во Пустец, каде ќе учат сите дечиња со македонска националност. Еве денеска ни се представи една театарска група од Скопје со една многу прекрасна представа која нас многу ни се допадна, на се наши деца и другите присутни на овој состанок. Еве веќе од далечна 94 година веќе не имаме видено ваква представа која говори само за Македонија, ни кажуваат повеќе за нашата држава, за нашата мајка, за нашата Македонија. Еве ние каниме и други групи, други театарски центари да дојдат во Пустец да ни представат вакви добри представи и каде нас тие ќе се многу добродојдени и пријатно пречекани. Како и вие гледате, толку пријатно што ве пречека овој прекрасен народ, ова прекрасна публика. Се викам Боско Клаговски, сум од селото Пустец, Мала Преспа, во Албанија. Моментално живеам во Канада. Заминав во Канада пред 9 години. Таму кај ми моето семејство, со работа, сум таму. Идам често пати во мојот роден крај, во Пустец, кај ми се моите блиски, татко ми, мајка ми, брат ми е овде. И денеска баш видов една представа од вас, којто ми се види многу добра представа беше. И имаше доста и наши деца кои гледат вашата представа. Беше многу интересно, така да покануваме и понатака да се видите, да носите, да сте уште поблиску со нашиот народ тука во Мала Преспа. Ви сте на наши протести, одделен од градицата Македонија и паметен, интелигентен народ. Благодарам.
македонец од Мала Преспа, од селото Леска. Во околина живеат само македонци. И ретко сме имале таква чест да ни дојдат некои добри гости како вас, например, од Театарот Скрбиотеа, за да ни кажете нешто за нашата историја повеќе. Нашата историја во овој дел е изолирана до некоја граница. Сега некако иде подобро. Представата многу беше добра. И такви би требале да има скоро секој месец, ако е можно. Или понатаму да имаме посети од Македонија. Забавно се заблагодарување на Театарот Скрбиотеа, што дојде да не посети, веќе по втор пат. Само овој театар има дојдено во Мала Преспа, во село Пустец. Некако јас сум студент по историја на уметноста на факултетот, на филозофски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, втора година, и дојдов само да гледам представата во нашиот крај. Многу ми се допадна, не знам што да кажам друго. Благодарим и на Министерството за култура, кој помогна да дојде Театарот Скрбиотеа да учествува во овој дел на Македонија, моментално по Албанија. Културата имаше, ако нема култура, после немат ништо. Сперам да знаат кај се родени, што се по националности. Знаете дека македонци да имат таа култура, што имат децата во Македонија, да имат во Мала Преспа. И бисер балкански, солисти, егейси, со бистри води вардарски. Македонијо, ти си бисер балкански. Станавме слуги, предавници, клетници, недостојни да не има и да го носиме древното и свето име. Останавме грст, онаму овако по некој, со истото величие како тебе. За показ, како од освојувачи на светот, останавме парче нива, парче планина, парче река, парче од човека. Боже Господи, Мајко земјо, небо и звезди, сонце кутлешово и ти водо, ве молам, ве колнам, застанете со потоморувањето, доста беше. Доста беше, Господи, долно беше. Долно плаќаше македонскиот народ за се, за секого, за Александар, за царот. Плативме и предплативме. Или сакаш, Боже, да исчезнеме, да не снема, да не однесе ветрот на историјата во заборав, во минато свршено време да не нема. Тоа ли го сакаш, Господи Боже? Тоа ли е крајната точка на македонскиот народ? Македонци, царот ваш Александар ќе ви зборува за да не заборавите кои сте и што сте. Чии сте, чии сакаат да бидете, што сакаат да ве сторат. Сетете се дека богатствата на Индија и Пакистан беа ваши. Ризниците на Лидија и Персија беа ваши. Вавилон, Бактра и Суса ви припаѓа вам. Вие бевте војсководители, ослободители на светот и поим за доблест и големина. Македонци, сетете се кои сте и што сте, што бевте, што сакаат да бидете. Станете заради македонскиот цар Филип, татко мој, заради царот ваш Александар. Станете, бидете горди, бидете величие, бидете македонци. Господи, Боже мој, ако моите молби не стигнуваат до Тебе, нека Ти биде простено од мене, од татко ми и од сите македонци. Ако гинеме, тоа ќе го сториме во борба, како што им доликува на овие мои браќа, луѓе, човечки суштества, македонскиот народ.
каков народ сакаат да потоморат, затоа што не можат да го јавнат.